Првично тоа е ваша констатација дека тој семафор фамозен е 10 пати поскапо набавен и јас не коментирам коментари од јавноста, јас ќе дадам свое точно прецизно видување на работите. Општина Куманово работи активно на два капитални проекта. Едниот е реконструкција на старата спортска сала, која што беше оставена на завод на времето, распродавана во изминатиот период и конечно општината успе да ја врати назад. Направиме проект согласно кој го работеше еминентна фирма Генг од Скопје за реконструкција. Цените за комплетна реконструкција согласно предер пресметките од 2018 година се некаде над 6,5 милиони евро. До денеска општината има потрошено помалку од 2 милиони евра и над 80% веќе е завршена работата. Оставам на јавноста да процени дали има простор за било каква манипулација. Тоа што одредени квази новинари по нарачка го изнесува во јавност, испинува информации дека е набавен семафор, а всушност е набавен цел комплет систем за медија сервис, тоа како што се прави во сите современи држави, тоа е веќе нешто друго. Семафорот кој што ќе се вгради во нашата спортска сала, кој што емитува резултат со сите услуги чини 950.000 денари. Мултимедијалниот четворостран семафор, кој што веќе е вграден и инсталиран со придружна и дополнителна опрема, чини 10.500.000 денари, а еве оставам на вас новинарите, исто тако има во салата Борис Трајковски, во салата во населба Аеродром, проверете колку истиот таму чини. Според мои информации, најмалку 2 до 3 пати поскапо од цената за која што овој семафор е набавен, ако истиот е согласно сите ФИБА стандарди со комплетна пратечка опрема на самиот семафор и инсталирана платформа со тежина од приближно 2 тона, со пристапни скали, со анализи на статика на објектот. И верувам барем дека сериозните медиуми нема да потпаднат на вакви шпекулации. Каде тоа вие како медиум се позиционирате, бидејќи меѓу првите ги објавивте овие информации, врз база на шпекулации, тоа е веќе ваша работа. Благодарам. Тоа не е наша изјава, тоа е изјава на еден политички субјект, парламентарен субјект, областна. Благодарам. Повелете дали има други прашања?